Хип-хопот спаѓа во видови на музика со константен такт. Се смета за музика на црните луѓе. Почетоците на ова културно движење се во Њујорк Сити во 1970 година од афроамериканците. Мајка на хип-хопот се Харлем и Бронкс, а животниот стил е денес насекаде низ светот. Оваа култура е составена од 4 елементи: емсинг или рапување, урбана уметност или графити и брейкденс. Највпечатливи и најраспостранети елементи се хип-хоп модата и сленгот кој го користат во разговорите. Се наоѓаме во Источна Македонија, односно Берово, која што е почетна дестинација од турнејата на хип-хоп артистите СТАВ. Хип-хоп, рап или R&B, култура која очигледно привлекува внимание. Култура со специфичен начин на живење, работење и воопшто функционирање во општеството. Музика, стари плочи, дискови, правење на семплови, скречање е оно околу што се врти се. Од рано наутро па се до доцна навечер се преслушуваат старите плочи, кои се еден од начините за добивање инспирација. Задоволството од поминати неколку часа на старите пазари, претурајќи по заборавените плочи полни со прашина, едно неописливо задоволство за нив. Широки мајци, свлечени панталони стегнати со колан под задникот, високи патики и сето тоа од познат бренд, се дел од стилот на раперите кои ги прават единствени и препознатливи. Модните додатоци како скап часовник со циркони, најразлични раперски капи, па се до олдскул модел на Ray-Ban очила за сонце, и она без што не може да се замислат самите себе си. Во обид се да го сватат животот најлесно што може, да се срушат сите бариери и да се постигне еднаквост. Но сепак тоа е само една мала коцка од огромниот мозаик наречен хип-хоп култура. Склоп на различни карактери, култури, јазици, секој со своите предрасуди. Единствено заедничко е што музиката ги спојува до тоа ниво што групата безпрекорно добро функционира во општественото шаренило што ги обкружува. Секој е своја индивидуа, со свој живот и приватни обврски и проблеми. Еден преферира самотија, друг ужива во комуникација, трет во алкохол, но на сите приоритети ме музиката. Подготовките за настап се тензични, да се собере опремата, плочите, па се до составувањето на плейлистата за вечерта, а кулминацијата на напнатоста е пред самиот настап. Но кога ќе се качат на бина се заборава. Се паметат само добро изримуваните фрази кои во моментот се комбинираат со нови. Продолжува турнејата на СТАВ заедно со DJ Сеп и DJ Сват, а со неа нормално и ја еден. Кругот на животот и борбата за опстанок постои и кај нив, како и кај секое друго живо суштество. Но со таа разлика што оваа борба се води на полето на творештвото, музиката и исправањето на општествените неправилности преку микрофонот. По бура доаѓа затишје, пред повторно да настапи бура. Денот започнува после пладне со кафе и стандардните прераскажувања на впечатоците од претходната вечер. Потоа следува период од денот во кој секој си е господар на своето слободно време и го пополнува на свој единствен начин. Американската хип-хоп култура е далеку поинаква од европската, во која скапите алкохоли, сексапилните жени и големото количество на дрога не се составен дел. Дури може да се каже дека тој така наречен луксус е многу далеку со оглед на условите во кои работат. И, на пример, каде ја поминуваат вечерта пред или по настап. Вечерта повторно заврши. За некој со воодушевување, за некој нервозно, а за некој едноставно непланирано.
Она што изненади кај овие хардкор рапери е нивната лојалност кон својата понежна половина, но и огромната љубов кон природата и се што е составен дел на неа. Факт е дека зад музиката на раперот сепак постои еден нормален, чувствителен и пред се креативен човек, кој константно е во обид преку римите и рецитирањето да ги пренесе неговите ставови и гледишта. И пред се да ја направи публиката среќна.